Видете што се случи. Сега веќе втор, можеби влегуваме во трет месец откако се чека оценка на обвинението кој што мислам дека на 200 и повеќе страници од страна на кривичниот суд. Се уште нема одлука за обвинението од страна на кривичниот суд. Веројатно моја предпоставка и предпоставка на луѓе кои што се добро запознаени со материјата е дека се чека да поминат локалните избори. Што значи дека локалните избори во оваа држава во моментов за власта и за одредени структури во судните органи се поважни од животите на 62 млади лица. Дополнително судиката која што ја зборевме во неколку наврати, која што е председател на кривичниот суд, е во непосредна врска со ВМРО ДПМН по повеќе основи. Таа судика работела како асистент во собранието и на Трајко Велјановски и на Владко Ѓорчев. Таа е судиката која што го суди Стефче Акимовски на затворска казна. Таа е судиката чиј сопруг е вработен во кабинетот на Дејан, градоначалникот на аеродром, претходно во кабинетот на Тимчо Муцунски. Значи, несомнена повреда. И сега таа повеќе од 3 месеци го држи тоа обвинение во ФИОК. Информациите кои што ги добиваме од релевантни извори, но се неофицијални, е дека се очекува за дел од функционерите, и актуелни и сегашни, тоа обвинение да падне. За што збориме? За каква правда збориме? Дека во Кочани речиси веќе да нема луѓе на тие протести. Нема луѓе. Градот кој што беше најпогоден од таа трагедија престана да протестира. Зашто престана да протестира? Пошто се оди од врата на врата, од дуќан до дуќан, за да и се врши притисок за да луѓето не излегуваат на улица. Вклучително се врши притисок и врз фамилиите. Не знам што повеќе од ова да ви кажеме за да можете рационално да расудувате овој случај. Фактите за тоа што се случувало вечерта, што претходило и така натаму милион пати сме ги кажували. Осе нови работи кои што ги споделуваме вечерва со вас во емисија.